Добро утро. Денеска разговараме во следните 10 минути со Душко Ѓоргиев, председател на Сдруженијето за бубрежно болни на фронт. Добро утро и добро утро и поздрав до вашите гледачи. Денеска сме тука за да го одбележиме и меѓународниот ден на бубрежно болни. Тој се одбележува секоја година на 11 март. Имавте активности по повод одбележување на овој ден, меѓутоа еве јас, бидејќи времето кратко, веднаш би ве прашала каква е статистиката, што говори статистиката, се зголемува ли бројот на бубрежно болни во Македонија? Бубрежно болните пациенти или пациентите кои што се со некаква бубрежна слабост во вкупната популација светска процентот е околу 10%, тој процент е исто и кај нас. Што значи се работи за енормно голем број на жители кои што имат некаква бубрежна слабост. Тоа во Македонија некаде околу 200.000. Значителен број, јас. Да, меѓутоа во крајниот пети стадиум, оние пациенти кои што завршуваат на дијализа се со знатно помал број, тоа е некаде бројот се движи во изминатиот период од 1400 до 1600 со тенденција на стално зголемување. Имаат ли капацитет центрите за дијализа во Македонија да излезат во пресрет за потребите на овие пациенти? Тоа е светла страна на целиот проблем. Македонија има 23 центри за дијализа распоредени низ целата територија и капацитетите се доволни да секој пациент биде згрижен во местото на живење, поготово последните 5 години откако се воведе концесионерство во дијализните центри. 90% од вкупниот број на пациенти што се дијализираат се во тие приватни центри, а само 10% имаме во 3 центри за дијализа во јавното здравство. Така. Од она што сум ве слушнала нели претходно да го споменете, знам дека нели дијализата е веќе последен стадиум на оваа болест, меѓутоа сите пациенти кои што се на дијализа се надеваат и очекуваат дека ќе добијат донор за да може да се изврши трансплантација. Каква е состојбата со оваа постапка? Тоа во наши услови е пуста желба. Значи, ние ќе ги раздвоиме на два дела пациентите што чекаат трансплантација. Оние кои што добиваат од сроден дарител, некој од фамилијата, близок, и таа трансплантација оди тековно. Во минатото се чекаше и тука, сега засојот е од неколку месеци и тоа тече тековно. Меѓутоа, што се однесува до кадаверичната трансплантација, имено трансплантација од починат донор од мозачна смрт, се уште тргни застани. Значи, имаме периоди кога за години нешто се прават околу 15, имаме потоа периоди кога цела година не се направи ни еден. Ево, последната статистика е за изминатата година имавме 12 вкупно трансплантации, од кои што 8 беа од познат дарител, само 4 беа од кадавер. Ова година немаме ни еден од кадавер, имаме некаде околу 5 од познат дарител. Така, зборувате за 2021, кога велите оваа година, добро, годината е се уште пред нас, можеби ќе има позитивен резултат до крајот на годината. А зошто толку малку трансплантации? Каде го гледате проблемот? Трансплантацијата е еден сложен систем во кој што се вклучени многу чинители и доколку само еден дел не функционира онака како што треба, од трансплантацијата нема ништо. Значи, мислам дека за успешна трансплантација треба воспоставување на еден систем кој ќе функционира независно од желбите, можностите и ентузијазмот на поединци. Значи, тоа треба да биде систем каде што луѓето ќе работат исклучиво на таа проблематика и на тој начин ќе се овозможи да трансплантацијата во текот на целиот период биде континуирана. Секако дека за трансплантација треба донори, поготово за кадаверичната, меѓутоа
Паралелно со ова треба да се води и активна национална државна кампања за дарување на органи. Ние кога зборуваме за донирање на бубреги, кој што е над 90% од вкупниот број. Што да кажеме за останатите органи? Ние само спорадично прошлата година беше направена единствена и прва трансплантација на срце. Што зборува тоа? Значи, тимовите кои што работат на целата ова проблематика покажаа дека можат, знаат, умеат, а Фондот за здравство има доволно средства да ги прати овие работи. Што значи? Ни треба подобра организација и максимално залагање на сите чинители како би ова продолжило со еден тренд на зголемување на сите трансплантации. Така. Животот на бубрежна болните, односно лицата кои што се на дијализа е секако многу комплициран, многу тежок, нели постојано така да се изразам во наводници се врзани за онаа машина за дијализа, меѓутоа дополнително се отежнува нивниот живот, посебно во време на пандемија. Зошто? Добро, рековте, значи животот на пациентите кои што одат на дијализа е доволно сложен, комплициран и тежок и без дополнителни отежнувања. Ковидот дополнително ги отежна целите ситуации затоа што дијализата не можеме да ја посматраме изолирана од целиот здравствен систем. А сведоци сме дека во многу сегменти имаме проблеми. Ако ние одредени центри претворивме во ковид, тоа значи дека на сите останати, па и на пациентите на дијализа кои што не се заразени со ковид вирус, им се ускратуваат другите потреби, другите интервенции, а кои се и те како битно за нивното здравје. Јас само ќе ви кажам еден пример. Значи, со самиот почеток на пандемијата, пандемијата е затекна клиниката за нефрологија во реновирање, каде што пациентите гравитираат, пациентите бубрежно болните и пациентите на дијализа гравитираат како матична клиника. На тој начин нивните пациенти што беа за дијализа беа префрлени во други центри. Хроничниот програм, меѓутоа акутниот програм и пациентите на кои што им требаше интервенции, како васкуларни пристапи и друго, а се неопходни за квалитетна дијализа, беше застенат. Откако сето тоа се заврши, повторно бевме сведоци на проблемите кои што настанаа со кластерот во клиниката за нефрологија и имаме пациенти кои што подолг период прават дијализа на привремени васкуларни пристапи, катетри. Сето тоа ја усложнува дијализата и квалитетот на дијализата е полош, се појавуваат инфекции и ова. Значи, тоа се едни од проблемите со кои што се соочуваат како се вика, пациентите на дијализа, а друго, на почетокот имавме, значи, отварање на еден ковид центар во 8 септември, кој што требаше да ги прифати пациентите кои што се со ковид диагностицирани со ковид вирус. Тој број беше голем и покасно се премина кон тоа да тамо беа збринувани само пациенти на кои што им требаше болничко згрижување, кои што имаа потешки симптоми, им требаше кислородна подршка и слично, а додека суспектните и пациентите со полесна клиничка слика беа задржувани и третирани во самите центри за дијализа, што го растерети целокупниот здравствен систем и овозможи на другите пациенти што има тешка клиничка слика, им требаше болничко згрижување да добијат свое место во конкретно зборува за 8 септември. Така.
Никада сме пред крајот на разговорот, верувам дека има уште многу што да зборуваме на оваа тема, меѓутоа и еве еден апел до нашите гледачи, можеби до оние кои што во моментов не гледаат па се сомневаат дали да отидат да испитаат функцијата на своите бубрези, да го направат ли тоа, дали доколку од вашето искуство, секако вие не сте доктор, меѓутоа дали доколку навреме се дознае за евентуална болест може да се лекува навремено. Секако, бубрежната болест е тих убиец, значи подмолна, нема некои посебни симптоми, нема болки, а ние, нашите луѓе знаат, на лекар се оди тогаш кога ќе се појават проблемите, болки и ова. Советот и апелот е да секој барем еднаш годишно прави контрола на бубрежната функција, тоа се многу лесно прави преку анализа на креатининот и уреата, кои што симптоми покажуваат дека има некоја бубрежна слабост и да ја пратат функцијата на бубрезите. На тој начин, во таа превентивна заштита, периодот до доаѓање на крајниот стадиум за дијализа ќе се пролонгира или ќе се отстрани, а од друга страна апелот е да имаме што повеќе трансплантации, така да нашата желба да дијализата биде преоден период до трансплантација и да константно да се намалува бројот на пациенти на дијализа. Проблеми има уште многу, меѓутоа вашето време е толку. Така. Господине Ѓоргиев, јас ви благодарам што издвоивте време и што не примивте во вашата канцеларија и со нашите гледачи што ги изнесовте во јавност овие проблеми со кои што се соочуват. Јас не мислам дека времето е изгубено, него нашиот глас преку медиумите допира до широката популација и до нашите членства и тоа и те како е од корист на сите. Уште еднаш ви благодарам.